Добре дојдовте во нов Асном. Ние сме во предвечерието на уште една нова школска година, каде што доста од учениците, родителите и наставниците се возбудени дека ќе имаме нова школска година, а оценките што учениците ги добија минатиот пат, се можеби да кажам доста интересни, затоа што имавме некои резултати кои за жал не беа онака како што би требало да бидат. Тоест, по правило, начинот на оценување и оценувањето на на учениците треба да биде мерило на вистинското знаење на истите, затоа што одредува смерницата кој дел од знаењето они го знаат, кој дел не го знаат. Така да истите ученици се фокусираат таму кај што не знаат, а наставникот се фокусира во делот на незнаењето на учениците за да истото биде дополнително. Вистинското и правилно оценување е исто така мотиватор на студентите да учат повеќе, но исто така е една оценка за сатисфакцијата и на самиот студент кој е постигнал добри резултати. Но едно што е доста битно е дека правилното оценување на учениците ја заштитува правичноста на оценката и превенира пристрасност која подоцна може да го подјаде кредибилитетот на самото образование и образовен систем. Неодамна минатата недела чинам имавме еден морален блесок во Прилеп, каде што една наставничка си поднесе оставка, отказ баш заради начинот како што се оценуваат студентите. Денеска за тоа ќе зборам со господинот Ѓорги Илиевски. Поздрав, добре дојди уште еднаш. Добро ве најдов. Имаш една прекрасна колумна и морав да те викнам затоа што мене ми беше чисто шокирачко она што го прочитав во незе. Дали можеш да кажеш што се случи во Прилеп? Саше, најпрво поздрав до сите гледачи. Да. Кога доаѓам кај тебе имам една поголема инспирација и мотивација. Благодарам многу. За искажување на правата вистина, без ракавици. Така, тоа е идејата на целиот канал тука. Ова што го кажавте, морам да кажам дека почетокот на учебната година 2026-2027 ќе ни започне, како што веќе и искажа од Министерството за образование и наука, со 200 паралелки помалце во основното образование и 100 во средното образование. Самиот тој факт говори од она кој што во повеќе наврати пишував и во мојата книга Македонска институционална облачност, дека треба реформи и трансформација во образованието, почнувајќи од предучилишното, основното, средното, високото и така натака. Морам да потенцирам дека Република Македонија нема образовна стратегија. Кога ова го говорам, нема образовна стратегија, нашите институции се во една нефункционалност и во една облачност. Тоа го потврдувам со многу факти и аргументи кои што ги имам во книгава. Овој податок кој што многу гледачи, читачи на моите колумни анализи, значи го поздравија, го согледа она што една професорка, како што е Христина Манчевска, си поднесува отказ и ја третираат како херојство, кој што сака да ја каже вистината што ни се случува во образованието, во делот на оценувањето. Во поголем дел и во основни, и во средни училишта, моите искуства што сум ги имал и како педагог, и како просветен инспектор, и како подсекретар за образование и така натака, се согледувани тие пропусти кои што се случуваат. Неизедначеност, немање континуитет
систематичност во оценувањето. Едноставно, значи, кампањско оценување и се е под притисок на политиката. Мора да бидеме јасни. Говорењето на министерката Јаневска да се тргнат раците од политиката, да тргне раците од образованието, е чиста нејзина демагогија. Зошто? Затоа што таја спроведува политика во образованието, во секој сегмент. Интервенции ние имаме од Министерството за образование за давање на оценки. Зависно од која позиција е. Дали е некој функционер, на син, ќерка и така натака. И во таа ситуација ставени се и самите менаџери, директорите, во една ситуација да ги присилуваат наставниците да се стават оценки. И ова што се случи со поднесувањето на отказот е токму тоа. Можеш да кажеш што точно се случи? Беше под притисок прво Па наставничката? прво, од она што јас го добив и разговорот што го имав со фамилијата Манчевски, фамилија интелектуалци, фамилија која што го знае и го чувствува образованието. Потекнуваат од самиот дел на самото образование. Несватливо е да се даде можност, а тоа го прифатила, иако учениците кои што требало да полагаат хемија кај предметната наставничка, професорка Христина Манчевска, требало да се пријават на 12.8.2026. Учениците не се пријавуваат. Не се пријавуваат. Значи, имале единица? Единици за да можат да полагаат да Значи требале да идат на полагање, да добијат двојка за да можат да се запишат во следната година. Так. Претходно им се извршувало и полагање, односно тие што имале единици да доаѓаат на дополнителна настава за да учат, да се согледаат сите тие проблеми. Овие два ученика дали дошле еднаш. Класниот раководител ја замолува професоркава, предметната хемија, да може децава да полагаат. Се сложува професорката и им овозможува на 28 август да полагат и се формира таа комисија. Трочлена комисија, каде што едноставно, тоа ќе го цитирам, што и пишува во тој мејл до мене, вика, ајде, вика, професоркава, на учениците, ајде вие да одберете. Да не ви поставуваме ние прашање, сами да си одберете прашања што ги имате најдобро научено. Со цел да поминат. Од овие ученици ни А, ни Б, ништо. Ништо да кажат нешто. Кажете нешто, што знаете. Кажете нешто, ништо не знаат. Кога сето тоа, вика, немаме време друго да кажеме учениците, ќе ни избега автобусот, пазите, кој е оценување и кон наставниот кадар. Сега, таквиот однос. Трочената комисија, на чело со професорката Ружа Ангелеска, која го прави записникот, им става двојки. И вика, еве, вие сега подпишите го ова. Едноставно, професорката Христина, како предметен наставник, не се сложува со таквиот потек на нејзината колешка и вика, чекајте, ние не сме седнале прво. Што да дадеме? Што да дадеме? Па да дадеме, вика, двојка да поминат. А зошто да не им дадеме петки? Барем да ги наградиме
ништо не знаеле, да им ставиме петки барем. Нема разлика дали е двојка, Дали тројка. двојка, да. Они не знаат. Не зна. Не покажале никаков интерес. Разочарана од таквиот потек, ги зема записниците и демонстративно напушта. Одат кај директорот, го објаснуваат проблемот, директорот ја повикува Христина Манчевска на разговор да се види што е проблемот. Целиот тој проблем се објаснува. Директорот сослушува, малце го повишува и тонот, значи на гласот, дека треба да поминат. Затоа што ти ни требаат учениците. Прашањето ни требаат учениците. Ако е само како бројка да ти треба, а не да ти треба како ученици кои што треба да прикажа знаење. Знаењето да го кажат тие. Не да го кажат нивните родители, нивните пријатели, така натака, за да дојде до една ваква ситуација. Во тој дел на разговорот со директорот и со колегите, едноставно колешката Ружа и говори на Христина, професоркава, па ние сме им давали на многу други двојки, тројки што имале единици. Таа практика, кажала Христина, треба да се промени. Како можела за полугодието во ова, така да речам, реномирана гимназија Мирче Ацев Во Прилеп, да има 200 единици. Да на крајот на учебната година се да биде поправено, само да има 2-3 единици кај професорката Манчевска. 4 мислам, да. 5 нека бидат. Да. 5 нека бидат. Како можело? Значи, тој неконтинуирано оценување, плашење и ред други работи. И сомнеш за образовен криминал, кој што може да го имаат. Како можела таа професорка Ружа Ангелеска, па и други, да даваат единици за на крајот на учебната година да нема ни една единица, се е поправено и дека е најдобрата наставничка. А оној кој што сака принципиелно да делува и да работи, значи да не може да дојде до израз и да дојде до израз педагошкиот дел. Авторитетот на професорот, неговото достоинство се нарушува. За ваква ситуација, морам да кажам дека во книгата пишував за истото ова училиште, гимназија Мирче Ацев, во 2024 година. Иста ситуација се случува и тогаш. Што значи тој континуитет продолжува. Среќа е што се јавува еден ваков херој професор, како што е Христина Манчевска, да и тогаш да реагира, а и да реагират и други кои што имав јас со нив разговор. Искази, ме интересира исказите и на другите професори, кои што со мене се сложија. Единствено што неагира тогаш беше тогашната директорка и педагогот. Дека не е тоа точно, дека се работи согласно законот и така натака. Се повторува и после 2 години истото. Не можеше ова да се поднесе вакво нешто. Професорката по хемија Христина Манчевска си поднесува отказ и му го доставува на директорот. До душа, директорот, во разговори со него и со други, со жалење го прифати таквото нешто. И со замолница да се повлече барањето за отказ. Категорично Христина Манчевска тоа го одбива.
Ова е еден показател, ова е еден пример, а имаме вакви примери во многу училишта. Да не се занесуваме, и тоа претежно се случуваат во големите градови, како што е Скопје, Битола, Прилеп, Куманово, па и Охрид и така натака. Градските средини. Ваквиов приод на делување и работење и потценување. Влијанијата на функционери за нивните деца, мора неговото дете или ќерка да има да е чисто со петки, да е направо, да не смее да има помалце од четворка, никако тоа, значи се да има петки. И таквото влијание влие на самиот наставник. Притисокот од општинските челници, градоначалници, па тие што се вработени во делот на образованието, па од страна на Министерството за образование и наука и така натаму. Морам да потенцирам, крајно е време, доста е со ваквото нешто. Образованието ни е, извини, образованието е ни е паднато на најниските гранки, токму во делот на она што значи оценување. Оценувањето треба да биде мерка на знаењето на ученикот. И затоа со право многу ученици реагираат. И на родители било што викат: тато, јас повеќе не можам овде. Тој син или ќерка на не знам кој, без ништо да каже, си добива петки. Јас цела година учам и јас ја добивам заслужената оценка, а некој со пријателство и така. Или со политички приврзувања се добија оценка. И тука доаѓа едно големо разочарување кај многу ученици. А исто така морам да кажам и разочарување кај многу голем дел и на наставници, професори, кои што ги гледаат сите работи. Се принудени под притисок се и директорите. Ако не послушаат директорите, ќе бидат автоматски сменети. Сменети затоа што бил непослушен. Во конкретниот случај, јас и тогаш и сега, и отворено зборувам, каде се градоначалниците на тие општини? Во конкретниот случај сега за Прилеп. Дали седнале да разговараат? Дали Министерството за образование и наука превзело нешто да се испита овој случај? Дали државниот просветен инспекторат превзело нешто да се испита? Да се испита целокупната ситуација, како можело за време на првото полугодие да има негде над 200 единици, а второ полугодие се да е чисто. И се да е задоволство. Дали е во прашање сомнеж на криминал и корупција? Да. Да. Тоа е сомнежот. А вакви ситуации што ни се случуваат имаме во многу училишта во Македонија. И затоа велам, образованието ни е спаднато на ниски гранки. Токму во овој дел. И разочараноста. И не туку така. Многу професори кои што ми се јавија после ова моја колумна, зборувам за професори од високото образование, леле, вика, ние гледаме дека од година на година, вика, што ни доаѓаат генерации, се послаби. Ние си имаме проблеми. Да. Значи, тој процес. Знаете, морам да кажам, хемијата, физиката, биологијата, математиката, како природни науки, се интересни. Сега, колку се делува и работи практично, теоријата со практиката, тоа е многу важна работа. Во гимназијата може да се запишат ученици, тие што имаат и афинитети за нешто. Оние кои што имаат афинитети за стручните струки, кои се потреби на пазарот на трудот, исто така може таму да се запишат. Ако на некој ученик не му оди хемијата,
не води физиката, или математиката и било што. Значи, има други начини кои што треба да биде. А не може да не го интересира, затоа што практичноста е најбитната работа. Многу зависи какво се изведуваат и тие активности. Да, мене ме интересира дали Министерството за образование води евиденција во училиштата колку имале единици на полугодие и споредбено да прави анализа, дали има аналитички центар кој ги обработува податоците на училиштата за полугодишните оценки и крајните оценки, за да види дали има, може аналитички да се види, да види дали има диспаритет, ако има, например, како што ти кажеш, 200 единици во полугодие, потоа има 0, дали е тоа заради тоа што учеле или не, да се направи една критична евалуација и на целиот систем, не само во едно училиште. Така да може вистински да се оцени дали тоа е заради подобрување на знаењето на ученикот или заради давање оценки од ракав. Согласно годишната програма на секој училиште. Значи, тие изведуваат полугодишните оценки какви биле, крајните оценки што биле, се прави статистички податоци и сите тие статистички податоци се доставуваат како извештаи, годишни извештаи, до Министерството за образование и наука и до Бирото за развој на образованието. Значи, тие треба да бидат предмет на оценка. На оценка и да се види, да се види државниот испитен центар. И сето тоа. Тие треба да бидат, да се води евиденција. Дали се врши аналитика на нештата? По се изгледа, формално постои како такво нешто, но во практиката нема. Еве, јас сакам да бидам демантиран од Министерката за образование и наука, како потпарол што е на МОН, немаме друго. Не може да побараш некој кој што е раководител за основно или раководител за средно да каже нешто. Такво нешто нема. Имаше во времето кога јас бев подсекретар, се знаеше кој може да говори за основното, за средното, си имавме раководители. Министерот изигуваше темта некоја поопшта некоја согледба која што треба да биде. Сега министерот сега се и ако го прашаш, ако знае, тоа не знам, треба да испитам. Од на вецињата во школите до реформа на високо образование. Каква реформа? Ни се потребни реформите. Но ова еве сега гледаме што ни се случува. Апсолутно. И тоа треба да се знае. Државниот просветен инспекторат врши надворешна евалуација, да се согледа сите работи. Да ги детектира слабостите, да препорача. Како можело, за првото полугодие, кој што материјалот е обработен, ево статистички кажано, 50%. Значи имаме прво тромесечие, второ тромесечие, прво полугодие. Значи, да кажеме 50% обработен. На тие 50% имаме 200 единици. Ова е како пример. И во други училишта е иста си. Што критериумите ќе ги направиме многу строги сега, на почетокот, а на крајот така ќе ги разводниме, што едноставно како сапуница се разрушува тој критериум кој што не постои. И евалуацијата. И евалуација, да. Се внесуваат едни погрешни мерки, погрешни вредносни системи, тоест вредносна основа кај учениците, дека они можат да со помалку труд, со без труд, може да добијат оценка и некое признание за идење напред. И подоцна тие ученици ќе одат во средно, подоцна ќе одат на факултет, задоени дека они со помалце работа може да постигнат повеќе, без работа може да постигнат успех. Утре тие ќе бидат вработени
во институциите, ќе бидат директори на јавни предпријатија, министри, премиери и утре ќе постигнуваат решенија. Саше, една работа. Овој човек што седи до тебе, констатирал со факти и аргументи фалсификат дипломи. Токму и на министри, и на директори, и на пратеници, поранешни и сегашни има, нека се проверат. А никој не сме да ги провери тие работи. Да ги проверат. Тоа е само една непријатна вистина која сака Тоа да е ја крие. вистина. И едноставно вика, бе, наставниче, пиши ми една двојка, вика, нема да станем јас да станем ја министер. Кога тој станува директор на јавно предпријатие? Две благи везе нема. Ако го прашате што се завршил, чека да ја питам, вика, сопругата. Дали економски или правен факултет? Се купуваат дипломи. Такво ни е знаењето кај нас. И затоа поголем дел на млади деца, иако ние ги подценуваме, не смееме да ги подцениме младите, го напуштаат. Ја напуштаат Македонија. Жалосно нешто. Вината лежи во нас, во здравствените, во тие што го водат образованието, во тие институции кај што ние се нефункционални, каде немаме аналитика на проблемите во образованието. Каков ние ќе имаме развој? Дали со ваквото нешто постигнуваме нешто? Луѓето ни бегаат, децата ни бегаат. Не толку така сакаат да се одат во Словенија и други места и се тоа. Се заинтересирани да учат. Тука треба да застанеме цврсто. Без разлика која е политичка партија на власт. Не, тоа за општото добро на Тука, сите нас. јас кога зборувам за образованието, политиката настрана. Ама правилно политиката настрана. Нешто кажува Јаневска, политиката настрана. Не, таа спроведува политика. Зошто спроведува политика? Еве да речеме што се случува на универзитетот Мајка Тереза. Нека проверат. Ама не смее да се провери. Таму владе од Влен, тој Меджити. Тој ќе каже што, не ректорот. Што се случува во Охрид, Апостол Павле? Кој одлучува таму? 17 редовно вработени. А зборуваме дека треба да се изврши евалуација како се акредитирани тие студиски програми, каде што 5 факултети, согласно законот треба да има секој факултет најмалце по 10 наставни звања да имаат. 50, таму има 15. Не чинило на приватните, да. Не чини, ево ќе кажеме, не чини. Но кој ги акредитирал тие приватни универзитети? Кој ги акредитирал? Има таму од академици, од професори и така натака. И тука имаме сомнеж на криминал. Јас во неколку наврати сум го кажал тоа, дека треба да се позанимава и јавното обвинителство. Еве го повикувам јавно, Ненад сега за јавно обвинителство. Савевски или како така, Савевски, така, како е, да. Дека се запозанимава таа работа. Загрижувачки ни се состојбите во образованието. Кои се брзите решенија за да се избегнат погрешното оценување или па влијанието на одредени структури на родители да влијаат врз оценките на нивните деца? Вака, Саше, јас мислам... Дали имаме решение во склопот на сегашниот систем или потребни се некои радикални... Ќе објаснам јас, но да не се прошира многу. Да. Ова ќе ни биде за една друга емисија, каде што како наставниците гледаат за потребите за реформите во образованието и за многу други работи и местото и улогата на образованието. Сега дека не сватиме дека
какво ти е образованието, таква ти е државата. Да, апсолутно. А бидејќи образованието ни е килаво, загрижувачко. Не можеме само со пиар да живееме, дека Не. правиме нешто. Не правиме. Нека се споредиме со Србија, со Хрватска, со Словенија. Да видиме. Еве ги правиме овие закони за високо образование едно друго. Јас едва чекам да се видат. Имаме доста неуставност во тие закони што ќе се донесат. Очекуваме да имаме во собрание и јавна расправа. Би сакал да видам што и какво е. И да се објаснат работите со факти и аргументи. Јас никого не го уговарам. Јас никого не барам од него да ме послуша мене дека сум јас најпаметен. Не. Јас само велам една работа. Реформи да. Согласно уставот, согласно законот. Се друго е нееднаквост, дискриминација и противуставност. Јас ќе бидам првиот што ќе поднесам иницијатива, ако се донесе вака како што е сега планирано, да се законот за високо образование. Има доста нееднаквости спротивно на начелата, на законите, на членовите од законот, од уставот и законите кои што треба да се проведе. Сега, велите што треба да се направи? Да. Еве, например, како Во центарот на вниманието- добрите луѓе и наставници како Христина, кои си дадат отказ, да не даваат отказ, да имаат некоја гордост, да го спроведат своето знаење и правилно да оценуваат. Точно. Ја исто така да се заблагодарам на Христина за незиниот високо морален чин и незината храброст да даде отказ, знаејќи дека неправдите околу незе се апсолутно апсолутно нешто што која она се спротиставува и не сака да живее во такви услови и да работи. Точно. И јас, Затоа што тоа е апсолутно за таа голема професорка, прво си го оцени незиниот предмет, Да, хемијата, да. и секој треба така да си цени. Центар на внимание треба секогаш се децата, учениците. И во даденава ситуација сега што се случило. Иако не се пријавиле за полагање било што, за да не изгубат година, таа ги повикува, ајдете, кажете барем нешто. Пазите, кажете барем нешто. Вие кажете, одберете што знаете. Што знаете нешто? Они ни тоа не А знаат. овие дудуци. Пази, дудуци. Да. Кои се тие, што се, чии деца се, не знаеме. Ниту сакам да знам. Пазите, не може тоа да се случи така. Не може да се случи такво нешто. Треба да се почитува наставникот. Наставникот да ги почитува учениците. Взаемно делување. Директорите да ги почитуваат наставниците. Наставниците директорите. Таа е взаемност за да излезат на виделина сите тие подобности. Ако отворите гимназијата Мирче Ацев во Прилеп, како што велат прилепчани, нема потреба да се сомнева дека е елитно училиште. Да, ако е такво, така треба да продолжи. И треба да се знае оценувањето какво треба да биде, работата каква треба да биде. Дали имаме индивидуализиран пристап со децата за учење. Сите деца не се еднакви. Да. Дали тој приод е педагошкиот приод? Индивидуализираниот приод на делување и работење. Кои методи и форми се применуваат? Дали на тие периодни науки има лаборатории со нагледност и така натака? Знаете, уште во периодот пред 30-40 години, ние многу ја сакавме хемијата. Зошто? Затоа што работевме се со опити. H2O, водата, плюс ако му додадеш уште не знам која хемикалија, што произлегува? Тоа трајно влегува и денеска и секој. Така да
таа хемија или таа физика или таа биологија не може да биде заборавена ако си има онака како што треба. Љубовта кон предметот ја дава наставникот. И сигурен сум дека ова професорка, гледајќи ги сите работи, дала се од себе да им помогне и на овие кои што дошле само да бидат присутни, да си заминат, без да кажа ништо, да добијат двојка, и каков е тогаш угледот на ова така наречена реномирана гимназија, кој што има свој историјат. Пази, градот Прилеп е град херој. Од таму произлегле доста луѓе, и правници, и економисти, и македонисти. И не е за посвенување. Градот Прилеп има свое големо значење, како и другите градови. Така да многу е битно како се делови работи. Но жалосното е, почитуван Саше, што сега не делува Министерството. Вчера ми пренесуваат, се јавил некој си шеф од кабинет, некој Дејан. Да праша само. Господине Дејан, да и пренесиш на министерката, да се организира со државниот просветен институт, да се појде таму да се согледаат, да се изврши целокупна евалуација. Целокупна евалуација на ситуацијата. А таква ситуација треба да се согледа и во другите општини. Ако сакаме да му дадеме значење на образованието. Значење на образованието. Во спротивно, ваквото нешто е катастрофално. А начините за приодите за оценување има многу. Не е само устното презаскажување. Имаме писмено, имаме текстуални, имаме разни проекти кои што ги изведува децата. И целокупната оценка се дава. Значи, таа е континуирана оценка. Не е денеска знаел Ѓорѓи или не знаел, него таа е континуирана оценка што треба да си биде за првото тромесечие, 1/3 од материјалот, па за второто тромесечие, значи за првото полугодие, колку деца знаат, се дава целокупна оценка. Оценката се знае и се води евиденција, досие посебно за неговото знаење. Не со тоа пишување плюс минус, тоа беше во времето, тоа се отвори. Сега имаме само оценки. Целокупната оценка што се даде. Да се послуша и мислењето на класната заедница. Не верувам да се почитува таквото нешто. Не верувам. Бирото за развој на образованието само се ги пише програмите и така, ништо не делува. Кој е одговорен да ги следи како се пишуваат оценките? Па, целокупната работа што треба да има и државниот просветен институт, и државниот испитен центар. Државен испитен центар. И испитен центар, и сите тие да видат како се оценувани. Како се оценувани. И после се чудиме што на матурските испити се припишувало, се правело, се чинело, не знам што, не знам како и така натака. Значи, тоа делување е многу битна работа што треба да биде. И ангажираноста на секој наставник. Почитувањето. Педагошките служби да не спијат, да работат токму на тој дел што треба да биде. А имаме и совесни наставници. Не можеме да кажеме дека имаме и совесни наставници кои што делуваат и работат. И сакат своето знаење да го искажат, да го пренесат. Со тоа да се гордеат. А не во една ваква ситуација сега, да имаме ситуација да Христина Манчевска си поднесе отказ. Зошто? Зошто? Едноставно, за да покаже дека треба да се вреднува знаењето на детето, не знаењето на таткото и на мајката, и на која функција.
и дека треба да има се петки. И кој ќе дојде утре заутре, паднало или не знам да заврши еден испит на факултетите. И со право некои професори кога ми се јавуваат, вика инспекторе, вика секоја година добиваме генерации многу постапи. Тука се тие проблеми кои што треба да ги имаме и да ги согледаме со вистинското лице, со правото лице. Најлесно е само да говориме дека образованието е во еден голем тренд. Не е така. Треба правилното ќе видиме сега ќе почне учебната година. Токму ќе видиме, би сакал да биде се во најдобар ред. Ќе видиме што ќе покаже времето. Затоа што пазите, едносменското работење, кој што во мојата книга сум пишувал и анализите кои што ги има ОЕСД направено, УНИЦЕФ направено, што треба ние да направиме. Чекорите се добри да има едносменско, но тоа треба да биде добро организирано едносменското. Колку време ќе ни седат децата во училиште, покрај редовната настава, во наставните активности, дополнителната настава, додатната настава и разни други активности. И дали за тие деца, зборуваме за основно седно, ќе им бидат наполнати стомачињата за да јадат нешто. Значи тоа треба да биде осмислено добро. Не можете вие едно детенце од второ, трето, пето, па и гимназија да е и средно, да го задржите од 8 до 15 часот. И како таму ќе се организираат? Дали домашните работи ќе ги завршуваат во училиште, а не дома? Дали во наставните активности ќе се изведуваат во училиште, а не формално само да бидат поставени? И колку ќе се искористи времето за знаењето на децата? И со какви активности ќе имаат за да можат да дадат свој придонес во сите тие работи. Господин Саше, јас сакав да бидам што е можно пократок токму за овој момент, а имаме понатака многу интересни моменти што ќе ги истакнеме и што ќе бидат заинтересирани и нашите гледачи, а јас секогаш им стојам и на располагање. Значи, тие што ме познаваат, што имаат како проблеми, да им излезам секогаш во престрет. Благодарам многу, благодарам на твоето опсежно елаборирање на овој многу горчлив проблем и да се заблагодарам до професорката Христина за нејзиниот вистински морален кредибилитет, достоинство и почит кон себе и својата професија за се надевам за добро за иднината на нашето школство. Јас исто се сложувам со вас, целосна поддршка и на сите оние кои што се на патот како што е Христина Манчевска. Да. Благодарам уште еднаш, благодарам и на вас што не следете во овој интересен разговор. До следното јавување ви пожелувам се најдобро.